Проекти, предизвици, секојдневни проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на општина Куманово. Одговори на овие прашања бараме од првиот човек, од таткото на градот, господинот Максим Димитриевски, е наш гостин денеска во Македонија на утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов, поздрав до гледачите на МРТ и секако го честитам големиот христијански празник Свети Јован денеска на сите. Да, среќни празници и од нас, бидејќи прв пат се гледаме и годинава, и Куманово вчера празнуваше со разни манифестации и го одбележа денот. Она што е важно за кумановци, би сакал да почнеме со онаа најактуелна тема, бесплатен јавен превоз за сите. 2023 година една мерка која што беше ваше ветување и веќе почна целосно да се имплементира, да се реализира? Да, за прв пат сега со почеток на новата 2023 година, едногласно Советот на општина Куманово на мој предлог донесе одлука во периодот на енергетска криза да имаме субвенциониран или бесплатен јавен превоз за сите граѓани на општина Куманово. Мерката веќе е во сила и се спроведува од 2 или 3 јануари интензивно. Имаме вкупно 27 автобуски линии кои што гравитираат на релација урбана, рурална средина и урбани средини, урбани и рурални местни заедници. И до сега се имплементира проектот во целост, се јавуваат поедини проблеми на одредени линии, каде што има недостиг од број на линии или број на возила во одредени моменти, околу 7 часот наутро кога одат луѓето на работа и тоа дополнително ќе го решаваме. Не беше ветување ова политичко, ние немавме вакво нешто предвидено во програмата пред изборите, но дефинитивно, согледувајќи го фактот на тешката социјекономска состојба, во консултација првенствено со мнозинството во Советот, а потоа и со сите партиципиенти, дојдовме до едно вакво решение, обезбедивме 30 милиони денари за првото полугодие и за второто полугодие, ако се покаже мерката успешна, ќе обезбедиме уште толку во соработка со локалните партнери, превозниците во градот, давателни на јавни услуги, бидејќи ние немаме собствено јавно предпријатие и знајдовме заеднички јазик и тие со скромни средства за да помогнеме на граѓаните и мислам дека оваа мерка е високо оценета од страна на граѓаните, а наша обврска е само да го подобруваме квалитетот на услугата која што ќе доаѓа. Ете, тие скромни средства, картата некаде чини од 35 денари, најефтината релација во една насока, па до 100 денари се значителен износ во семејниот буџет на секое семејство. Како би се решавал проблемот со недостиг на автобуси, во која насока размислувате? Што споменавте, во одредени временски периоди ќе се набавуваат нови? Значи, приватните партнери со кои што соработуваме, а ги има добиено на тендер да ги возат и да менаџираат со овие линии, согласно распоредот кој што го има објавено општината, ќе направиме редукција на распоредите и таму тие линии на кои што немаме, значи, патници, ќе ги редуцираме, а ќе зголемиме број на возила на поедини линии и дополнително, ако е потребно, ќе интервенираме и со нови средства од буџетот. Тоа се само неколку линии во градот. Во принцип, следната фаза ќе биде да ги подобриме условите, автобуските постојки, значи квалитетот на информирање на граѓаните, воведување на софтвер програма, како ќе можат да користат што помасовно јавен превоз, бидејќи првичната цел на оваа мерка беше социјоекономскиот момент, втората е заштита на животната средина, третиот е создавање на поголема навика за користење на јавен превоз, четвртата е борба против дивите превозници кои што ги имаше во градот, а веќе за неколку дена одеднаш исчезна. Така. И за да ја затвориме темата сообраќај, како стоиме со буџетот, ќе може ли буџетот на општината да го издржи ова субвенционирање годинава, поучени нели од минатогодишните настани во ЈСП кои што се случува, па затоа и прашањето? Па ние веќе со неколку години наназад како општина имаме стабилен буџет, затоа што стабилно ги прибираме собствените приходи. Знаете дека нивото на фискална и финансиска децентрализација е многу ниско во државата и Македонија е една од најцентрализираните држави. Тоа значи дека граѓаните средствата кои што ги плаќаат за даноци и такси всушност се трошат на централно, а не на
локално ниво, а треба да биде обратно, бидејќи на тој начин му давате поголеми можности за развој на секој граѓанин, но оние основни приходи, скромните даноци на имот и данокот на промет со имот се прибираат квалитетно, се наплатуваат и тие средства ние ги реинвестираме, дополнително скромниот износ на средства што го прибавуваме по основна дело што ни следува од ДДВ од државата, кој што е многу низок, се некои средства со кои што ние менаџираме. Општината е стабилна, во минатото не беше така, денеска сме една од финансиски најстабилните општини. Очекуваме уште неколку странски домашни инвестиции во новата индустријска зона оваа година, таму вршиме продажба на градешно неизградено земјиште во наша собствена индустријска зона и од тие средства секако градиме инфраструктура и ги користиме дел за социоекономски мерки. Помош за домување на стамбено необезбедени лица. Проект кој што исто така привлекува внимание кај јавноста. Тука се поставува прашањето како се планира да се спроведува, кои лица би биле се опфатени. За прв пат воведуваме ваква мерка, значи некаде околу 10 милиони денари имаме обезбедено за социјалниот пакет во општината. Тоа се средства мимо социјалните пакети на државата, преку Центарот за социјални работи. Оваа мерка за прв пат, бидејќи воочиме дека имаме голем број на млади брачни парови кои што немаат свој семеен дом, имаат проблем исто така да го купат, бидејќи им недостасуваат како и на сите средства и субвенционираме некаде, ако киријата е 100 до 130 евра на месечно ниво, ние субвенционираме до 2000 денари на секое семејство кој што зема таков дом под закуп. Дополнително обезбедуваме средства за голем број на лица, на кои што им ги плаќаме комуналните сметки за вода до 900 денари месечно и за ѓубрарина или изнесување на смет до 300 денари месечно. Ова е стара мерка која што општина Куманово веќе ја практикува 5 и повеќе години. И исто така помагаме во надминување на здравствените проблеми во одредени семејства, кога се работи за специфични болести. Имаме одредена сметка од која што помагаме на таквите лица кои што се од социјална категорија и имаме ставка исплата на еднократна парична помош до 6000 денари по лице во семејството и тоа лице може да добие во рок од 2 години еднаш таква помош, се работи за лица кои навистина имаат многу тешки моменти екзистенционални, го докажуваат тоа со документација, излегува наша комисија на лице место и доколку утврди некаде до 700 лица на годишно ниво добиваат ваква социјална помош. И за прв пат воведуваме категорија и на семејства кои што згрижуваат деца и на деца кои што немаат родители, а станале полнолетни, исто така сакаме да излеземе во пресвет и на самохраните родители исто така. Една од предизвиците со кои што се соочува Куманово како поголема општина не е единствена и миграцијата село-град и создавањето на метешни или од луѓе од автомобили. Во која насока од аспект на инфраструктура се размислува за гужвите кои што настануваат пред во оние ударни термини? Автомобили по тротоари, луѓе, нели, потесни улици, дали размислувате во таа насока, можеби ова 2023 година да се работи на решавање на овие предизвици? Видете, не само Куманово, цела Македонија го има истиот проблем, а тоа се неплански градени градови. Куманово има инфраструктура, изградено за некаде 7000 возила. Ние во моментов имаме во Куманово само без соседните општини кои што исто така гравитираат на дневна основа тука, околу 30.000 возила регистрирани и дополнително нерегистрираниот и се создава сообраќајен или урбан хаос, како што го нарекуваат граѓаните, многу возила расфрлани на јавните прометни површини, на сообраќајните површини. Пајак возилата не го решаваат тој проблем, го решаваат дежурни полициски екипи сообраќајни кои што треба да патролираат. Многу тешко се излегува на крај со таа заемна координација, бидејќи мора да кажам дека не е високо нивото на соработка помеѓу локалните и централните власти, тоа е помеѓу
полицијата и општинските служби. Се бориме и бараме комунална полиција под наша надлежност и дел од сообраќајната полиција, како би можеле како локални самоуправи да го решаваме и овој проблем. Во спротивно, кога ќе пуштите еден сообраќајен инспектор во цивил, никој не му обрнува внимание и нема ниту доволно авторитет, ниту тежина да го решава овој проблем. Од друга страна, многу селективно постапување при работа на пајак службите, затоа што полицаецот е тој кој што одредува кое возило ќе се крене од сообраќајната површина и тука имаме селективно постапување во различни делови на градови. Градот не е ист пристапот, но како и да е, огромни инвестиции се потребни за да се изгради нова сообраќајна инфраструктура, нови катни гаражи кои што се итекако скапи за ваков тип на инвестиција. Ние имаме планирано во буџетот оваа година реконструкција на два веќе постоечки паркинзи, голем број неуредени паркинзи, голем број на паркинзи се користат како автоотпади, автоплацеви за продажба на возила, особено во зоните каде што е колективно домување. Се обидуваме да ги одбележиме, да воведеме минимална наплата со некаде 5 денари на дневно ниво. Не наидовме на разбирање со граѓаните, но наша работа е да се обидуваме и да им објасниме на граѓаните дека комуналното живење на повисоко ниво сепак чини пари. Така. Најавена реконструкција на Соколана, на спортска сала, малиот градски плоштад, можеме ли ова да очекуваме 2023? Капитални инвестиции ќе имаме, ќе работиме оваа година со тековниот буџет и во централно градско подрачје, и во населбите, и во селата, значи никој нема да биде заборавен. Ке се работи подземна и надземна инфраструктура, подземна канализација и водовод, надземна улици, инфраструктури, патишта, тротоари, бекатонирање и дополнително ќе влеземе во инвестиција на реконструкција на малиот градски или новиот градски плоштад покрај Домот на култура Трајко Прокопиев, кој што своевремено беше еден од најрепрезентативните објекти, но за жал во последните 15 на години од Дом на култура се трансформираше во дом на кафичи и кафеани. Сакаме да го смениме тој ликот во тој дел на градот, некаде околу 40 до 50 милиони денари ќе чини таа инвестиција за санација и реконструкција на малиот плоштад, кој што е многу убав, со дополнително хортикултурно уредување, со уредување и поплачување со квалитетни материјали како што е гранит. Инвестираме во постоечката спортска сала во градот, која што своевремено беше најголема во државата. Одиме фаза по фаза. Оваа година ќе одиме со уредување на спортскиот под, дополнително реконструкција на подот на малата сала, реконструкција на дел од трибините во салата и нашите амбиции се некаде 2024 година да ја целосно да ја реконструираме и да ја пуштиме за 11 ноември, денот на градот 24-та. Соколана е нашата историја, спортска историја, не само на Куманово, на целата држава и пошироко на старата држава СФРЈ. Влеговме многу амбициозно, бидејќи се работи за објект кој што е под заштита на државата од прва категорија. Таму дозволата за изведба на и реконструкција, санација на тој објект ја издава државата преку Министерство за транспорт и врски. Веќе во соработка со Агенција за млади и спорт го уредивме надворешното игралиште на Соколана и го пуштивме за употреба. Изработивме целосен проект за реконструкција на објектот. Чекаме некаде година и половина на конзерваторски центар да добиеме согласност, ја добиеме и еве кога тргнеме со изведбата, дозволата ни беше поништена од страна на ресорно министерство, а дел од средствата кои што ни ги обезбеди државата ни ги симнаа од сметка, некаде околу 8 милиони денари од собствениот буџет ставивме, предвидовме, мислам дека беа 12 или 15 милиони денари, не се откажуваме, продолжуваме понатаму, плюс дополнителни 3 милиони денари за реконструкција на уште две постоечки надворешни игралишта за одбојка и за баскет и ќе продолжиме и со тој проект. Соколана е од многу големо значење на кумановци, тоа го сакаат и јас го имам ветено тоа заедно со мојот тим, со мнозинството. Мислам дека имаме консензус и за оваа работа околу Соколана и ќе продолжиме да работиме за нашиот град. Никој не може да не спреши, особено не оние кои што се
политички мотивирани, мафтаат со памфлети на секои избори, се фалат со таа соколана, а потоа наоѓаат начин како да ви стават сопка за да не бидете успешни, но тоа не обесхрабрува. И кога веќе споменавме конзерваторски центар, имавме ни пред извесен период и од нашата колешка Елена Георгиевска убав прилог за старите куќи кои што ги има Куманово и знаменитости. Куманово е еден од ретките градови кои што има баш староградски куќи од времето. Сочувани чинам дека тогаш веќе се зборуваше и за дел за нивна и реконструкција. Дали општината размислува и во таа насока, бидејќи граѓаните коментираат за Битола, коментираат за Куманово дека навистина вреди да се зачуваат тие куќи, ако некои светски земји се гордеат со таа архитектура, ние си ја имаме, треба само малку да Значи, ние имаме неколку такви објекти во Куманово кои што се во општинска собственост и дел од нив веќе почнавме со реконструкција. Едниот го дооткупивме од сопственикот, тоа е поранешниот хотел Солон или своевремено хотел Србија, кој што го реконструиравме целосно, се наоѓа на Горички сокак. Дополнително за Неечиски дом, една од најрепрезентативните наши згради во центарот на градот е во најголем дел целосно реконструирана внатре, од надвор работиме проект за реконструкција, се наоѓа на самиот плоштад и третиот комплекс на такви објекти се наоѓа во старата општина во градот, каде што исто така се под заштита, но не припаѓаат само на општината, туку и на голем број на други државни институции, но и на приватни субјекти и поранешната фирма акционерско друштво Бисерка, која што во фамозен стечај е повеќе од 20 години, каде што судот не може да изнајде решение и начин како со катастар ни на кого да го запише тој имот, и општината многу губи, бидејќи се работи за едни објекти кои што може да бидат најубави во градот, а всушност во моментов се можеби еден од најголемите срамови во градот. Исто такви приватни објекти имаме на локација на Горички сокак. Куманово ја има таа стара инфраструктура, тоа е инфраструктура која што во нашиот град е изградена по балканските војни, во стилот на српскиот неокласицизам, кој што е комплетно урбанистички и архитектонски решен од страна на познатиот архитект Владимир Антонов, кој што по потекло бил рус и си го вложил својот труд, и сите тие сводови кои што се изведени на вистина убави објекти, за жал во минатото дел од нив се срушени за изградба на згради и друг тип на објекти. Ние тоа веќе не го дозволуваме, го работиме и новиот генерален урбанистички план и дополнително ќе ги заштитиме сите тие такви објекти и сите тие објекти кои што ќе бидат во приватен посет нема да можат да бидат срушени, туку ако се работи на нивна реконструкција ќе бидат реконструирани така како што биле некогаш идентични како што тоа го направиме со поранешен хотел Солон. Така. И имаме уште многу прашања, меѓутоа во интерес на времето училиштата и градинките не сакам да ги заборавиме. Општината, што може и родителите и децата да очекуваат во однос на овие проекти 2023? Ние по однос на финансирање во училиштата инвестиравме многу изминатите години. Вкупно 4 средни општински училишта, бидејќи имаме веќе земјоделското е државно училиште и таму државата работи на целосна реконструкција, иако прилично доснат со роковите. Трите општински средни училишта на македонски јазик се целосно веќе реконструирани со наши лични средства и средства кои што беа постигнати по основна заштеди во образованието, кога децата не одеа на училиште, не останува проблемот со гимназија Сами Фрашери, за кое што интензивно, конечно, работиме градежен проект, бидејќи претходно не можеме да најдеме начин како да усогласиме маркица со Министерство, но го надминавме тој проблем. Оваа година имаме само од собствени средства некаде 30 милиони или 29,6 милиони денари предвидено за инвестиција во школите. Веќе отпочнавме во средните училишта со инсталација на соларни панели. Тоа го направиме во 3 средни училишта, во 2 основни училишта, за да се постигне повисоко ниво на енергетска ефикасност на објекти, инсталација на фасади со термоизолација, промена на прозорците, инвентарот внатре, подовите и така натаму. Одиме етапно. Видите, ако имате нешто што не е градено, е стагнирано, замислете до пред 3 години последната инвестиција во училиште, капитална била некаде 87 година во општина Куманово, имате вкупно 26
основни и средни училишта, тогаш замислите каква била состојбата. И одиме чекор по чекор, ги решаваме и ги подобруваме условите за работа во училишта. Што се однесува до детските градинки, тоа се капитални инвестиции исклучиво под надлежност на Министерство за труд и социјална политика. Куманово е град без генерален, важички генерален план повеќе од 20 години. И е сериозен проблем да предвидите такви објекти, бидејќи немавме чисти локации за градба на детски градинки, а ни недостасува простор, ние одевме на варијанта на проширување на постоечките капацитети. Во изминатиот период проширивме 2 постоечки капацитети и дополнително еден објект Министерството го пренамени за употреба на детска градинка. Отвориме и оние дневни центри за најмалите во одредени училишта, кај што има услови за тоа и дополнително се обидуваме со Министерство за труд и социјална политика на изградба на некој тип на градинки, кој што би се применил на поголем број на локации. Во моментов разговараме, ќе има отворен повик, ќе се обидеме да аплицираме со некој проект, па да видиме што ќе направиме. Но како и да е, Куманово оди напред, Куманово се движи и Куманово се менува. Верувам дека ќе продолжиме во рамките на овој втор мандат, бидејќи граѓанската доверба која што ја добивме и јас и мојот тим на луѓе беше огромна. Ќе оправдаме довербата кај граѓаните и Куманово ќе го направиме хубаво место за живење.